Втор дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Ден на жалост во Штип за почит кон Коце Петров и Ристе Шалев, кои вчера вечер трагично го загубија животот во сообраќај на несреќа во близина на Штип. Црн ден на истокот, сообраќајна несреќа на влезот на Кочани. Во Виница се самоуби 64 годишна жена. Православните верници ги почнуваат божикните празнувања со коледарски огнови. Свештениците апелираат коледарските обичаи да се слават во христијански дух. Започнуваме празнично. Народот вели пред Божик зад Божик, кај да си, дома да си. Со палењето на коледарските огнови во населените места започна празнувањето на еден од најголемите христијански празници. Традиционално, вечерта пред Бадник, верниците во сите населени места палат бадникарски дрва. Вечерта наспроти Бадник, правите коледари го палат коледарскиот оган и при тоа се пеат песни, се игра и се пие греана ракија. На тој начин всушност се бракаат злите духови од земјата. Бадникавиот оган го символизира загревањето на пештерата кај Витлеем во која се родил Исус. Божик ќе го најават утре децата коледарчиња. Божик е господски празник и се празнува во спомен на раѓањето на Господ Исус Христос. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. Инаку, предвестникот на Христовото раѓање Бадник, 6 јануари, е неработен ден за граѓаните на Република Македонија од православна вероисповед, а неработен ден е и Божик, 7 јануари, за сите граѓани на Република Македонија. Коледарските обичаи немаат црковна основа, но заради тоа што имаат долга традиција кај народот, црквата ги поддржува, но и апелира, а детите да се извршуваат во христијански дух. Во пресрет на Бадник вечерва во повеќе мала во општина Кочани ќе се организира народен собир со палење на бадниковиот оган, а веќе утре се подготвува бадниковата вечера. Од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги со апел до сите православни христијани да внимаваат при палењето на бадниковиот оган, да се однесуваат православно и да не претераат со алкохолот и јадењето. Апел до сите оние верници, нели, кои што радоста за доаѓањето на Христа во плот го празнуваат на оние новопојавени коледарски огнови, како што ги нарекуваат, кои што за наша радост добиваат една, да речеме, христијанска димензија, бидејќи црквата доколку се појави некое ново, условно речено новотарија, има таа власт да им даде символика, да преобрази, нели, сето тоа да биде символично во духот на христијанството. Истото е ова и со, нели, коледарските бадниковите огнови. Апелираме до сите оние кои што ќе се собираат, нели, на таквите огнови, сето тоа да има една христијанска димензија, значи да биде достоинствено, да не биде со пријадување, опивање, зборување недолични работи, нели, со мрсна храна, со музика или со не знам какви други работи, бидејќи како што знаеме постот е период на жален, но и воедно и подготвителен период за, во конкретен случај, за радосно дочекување, нели, на рожденството на благата вест, за рожденството на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги божикните празнувања започнуваат од вечерва со традиционалната вечерна златоустова литургија. Како што знаеме, веќе влегуваме во оној божикен циклус на празнување празниците, нели, кои што ротираат околу овој за нас еден од најзначајните празници, рожденството Христово Божи, каде што, нели, второто лице од Светата Троица, Бог Синот се во плотово зема на себе човечко тело и доаѓа, нели, на земјата, за да го спаси и да го избави човекот од смрт и од гревот. Празник кој што од големо значење за нас православните. Токму, нели, по тој повод во храмот посветен на Светиот Великомачен Ѓорги во Кочани ќе се богослужи. Значи, празничното торжество започува утре со служење на празнична утрена богослужба, потоа служење на
царските часови, а исто така ќе продолжи со вечерна со Василиева литургија. На самиот ден Божик исто така со почеток во 8 часот ќе се отслужи Света Божествена Златоустова литургија, утредната традиционално на соборот на Пресвета Богородица, е најавено присуство, односно со Светата архиерейска литургија ќе чину началство неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение од повеќе свештеници од епархијата, и исто така, нели, и во саботата на денот Трет ден Божики посветен на светиот првомаченик и архидиакон Стефан ќе се отслужи Света Божествена литургија. Значи, како што кажавме, сите оние кои што си имаат исповедено или имаат добиено благослов од својот духовен отец за да пристапат кон светиот пут и односно кон да се причестат да го сторат тоа, додека оние кои што се немаат исповедано или немаат добиено благослов, немаат постојано или без разлика сите оние пречки кои што ги спречуваат да пристапат кон причеста, да не пристапуваат, нели, недостојно да се причестат, бидејќи таквото причестување нема да им биде за спасение како што учи православната црква, туку ќе им биде за осуда. Македонскиот народ со многу внимание и почит ги одбележува овие празници. Божјик е господски празник и се празнува во спомен на раѓањето на Господ Исус Христос. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со црковното раѓање се смета и почетокот на новата ера. Православните христијани ги вршат последните подготовки за Бадник. Адетот кој го практикува делчевчанецот Стоил Мирчевски му останал како аманет од неговите прародители. Православните христијани ги вршат последните подготовки за Бадник. Значителен дел од црковните и народните обичаи за Бадник и Божик потекнува од најдалечното минато на македонскиот народ. Тие го отсликуваат неговиот народен и културен идентитет. Адетот кој за Бадник го практикува делчевчанецот Стоил Мирчевски останал од неговите прародители. Прво се земе сламичката за вечерата, се тура одоздоле. Под вечеричката, па се става вечеричката, па се препркрстиме, тие нареди се банички, зелници, бобчета, орекчета, бананички, некој кој што нешто се земало, бомбонки, нешто лукумчета, тоа се постно, нема мрсно ништо тука и се седне, кога се веќе прикрсти, седне се и почне да се дели. Се дели прво на Бога, па се дели на домаќино, па се дели на домаќинката, на децата да што ги околе и кога се подели се, кога се онади и се седне да се вечера. Кога се веќе вечера и ние по ние стари дедоци, кога станеме веќе, патуреме некоја трмка тоа за пчелите да ловат, да одат да шетаат, да збираат мед. Идеме до трмката, подигнеме, пна не може да подигне мед, па земе сламичката и ја потргнеме настрана до вратата и се веќе постеле лег да залегнување. Ама си лежи на вечерата, тоа е газата што си е. Според Мирчевски традицијата продолжува и по Бадник на првиот ден на Божик. Сабалека стануваме, газата земе снопченцето и крене по овие ниви што сме посеали, по згради, по дрвца, за да се роди и се молиме на Бога. Кога веќе завршиме тоа, се враќаме и на кошари за стоката и за иначе за некои работи други. И ово дапчето што рекоме за што е шумичката за тоа дапче се веќе наречено да буково дрвце и почна да се слави за него, за тие некои дарби, шикаме за здравје, за живот и за среќа. Паричката која се става во лепчето, без кое самиот Бадник нема никаква смисла, за граѓаните значи среќа и берекет во текот на целата година. Неколку години ми се паѓа и мислам дека сум среќна. Па почитуваме го празникот Божик. Како според вас се одвиваат работи? Што треба да има на трпеза за да биде Бадник како што треба? Па треба да има нешто месено, нешто сукано, некои риби, нешто тие посни работи. Дали верувате дека на тој што ќе му се падне паричката цела година ќе го прати среќа? Па ќе го прати некоја среќа таму. Така од старина некогаш останало. И така се надеваа сите. Дали верувате дека на тој што ќе му се падне паричката ќе го прати среќа цела година? Па има некој начин. Инаку по повод Христовото раѓање Божик од црквата Успение на Пресвета Богородица во Делчево ги покануваат православните христијани од Делчевско на утринска богослужба која ќе се отслужи на самиот ден Божик. Денес е ден на жалост во Штип. Тројца штипјани страдаа во сообраќајни несреќи во првите 4 дена годинава. Штип завиен во тага по вчерашната тешка сообраќајна несреќа во која загинаа К. Петров 41 година од Чардаклија и Р. Шалев 30 години од населба Железничка, двајцата вработени во штипскиот затвор.
По трагичниот настан, општина Штип денешниот ден го прогласи за ден на жалост. Кобниот момент се случил во 19 часот и 20 минути на регионалниот пат Штип-Радовиш кај село Софилари, кога движејќи се со возило Сеат Кордова кон работа, излетале од коловозот, превртувајќи се во коритото на река Брегалница. Ова е местото каде вчера вечер се случи тешката сообраќајна несреќа, во која загинаа двајца наши сограѓани. Од страна на доктор на итната медицинска помош на местото на незгодата, кај возачот и сопатникот е констатирана смрт. Увид на местото на настанот е извршен од страна на јавен обвинител во содейство со увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип. По наредба на јавен обвинител, телата се предадени за обдукција. Се преземаат мерки и действија за утврдување на причините за несреќата. Во штипската јавност Шалев беше познат како председател на урбаната заедница Железничка, а Петров е брат на бранителот Владко Петров, кој загина во конфликтот во 2001 година. За само 4 дена од новата година во Штип, животот го загубија тројца мажи во тешки сообраќајни несреќи. Посмртните останки беа погребани денес во попладневните часови. Црн ден на истокот. На половина час предпладне денес се случи сообраќајна несреќа на влезот на Кочани во судар на два автомобила, Peugeot 406 и Ford Escort. Денеска околу 13 часот се случи тешка сообраќајна несреќа во која при судир на 3 возила со тешки телесни повреди се здобиле двајца од учесниците. Истите со скршеници на нозите и други повреди се пренесени во здравствените установи во Скопје, од каде вела дека не се во животна опасност. До несреќата дошло кога возачот на Сеат Ибица, кој се движел од градот кон хотелот Национал, се обидел да го претекне возилото пред него марка Peugeot. Меѓутоа, во исто време од спротивна насока наешло трето моторно возило марка Ford Caravan, при што дошло до директен судир помеѓу Сеатот и Фордот, кој пак се одбил и удрил во Пежото. Од силината на ударот биле заглавени возачите на Фордот и на Пежото, поради што била ангажирана противпожарната служба за да ги извадат повредените од згмечените возила. Во случај да биде поместен датумот за одржување на изборите договорен во Пржино, а тоа е 24 април, за ВМРО ДПМН се што досега е исполнето од договорот повеќе нема да важи, а и премиерот Груевски нема да поднесе оставка. Ова е позицијата што денеска ја соопшти портпаролот на ВМРО ДПМН Иво Котевски. Доколку се помести датумот на изборите закажани за 24 април, во тој случај нема да се формира техничка влада, а договорот од Пржино нема да важи. Ова е ставот на владеачката ВМРО ДПМН пред посетата на еврокомесарот Јоханес Хан и пред договореното повлекување на Никола Груевски од премиерската функција. Во изјава за новинската агенција Мета, портпаролот на ВМРО ДПМН Иво Котевски нагласува дека оставката на Груевски е условена со датумот на избори. Политичката криза во која СДСМ ја втурна државата треба да заврши, а излезот од таа криза се токму изборите. Датумот е круна на договорот од Пржино и целта зошто е постигнат тој договор и доколку некој си поигрува со датумот, тогаш ја загрозува целта. Доколку нема датум за избори, зошто би била избрана техничка влада? Се зависи од договорот од Пржино, чија цел беа изборите, изјави Котевски. Од СДСМ не го коментираат ставот на ВМРО ДПМН. Извори од владеачката партија велат дека Груевски не сака да поднесе оставка додека не добие гаранции дека датумот на изборите не се поместува. Инаку лидерите и партиските тимови се подготвуваат на средбата со Хан да информираат што е спроведено или не е спроведено од договорот и кога сосема сигурно ќе бидат изнесени бројни обвинувања на сметка на политичкиот противник за криминал и обструкции на политичкиот процес. Семејството Трендафилови од Кочани апелира до сите хумани луѓе да им помогнат, бидејќи полусрушената куќа во која се сега во секој момент може целосно да падне и да им ги загрози животите. Тога во семејството таткото е единствен кој заработува некоја пара и при тоа е лице со лесна попреченост, мајката е со нарушено здравје и невработена, синот е 8 годишен, а ќерката 5 годишна, и живеат во полусрушена трошна куќа, која во секој момент може целосно да падне и да ги загрози нивните животи, тогаш станува јасно зошто нивниот проблем им тежи како планина.
И дека несреќата никогаш не доаѓа, сама зборува трагедијата која им се случи на Трендафилови пред Нова година, кога во урнатина на дел од куќата загина нивниот 2-годишен син. Очајот во ова семејство одамна е вгнездет, а во овие зимски денови добива на тежина бидејќи 4 члена немаат ниту пари да се стоплат, ниту можат асално да ги нахранат двете преостанати малолетни деца. Па во овој момент навеќе се ни прехранбени нешто кебиња, кој што има креветни треба, кој што може, како може тоа да помогне. Куќата до старата куќа е во добра состојба, 2 собички, без купател сме. После, кога се деси на оваа несреќа, ние бевме кај татко ми, тамо да ги измијам децата. И кога се вративме, ни се деси оваа трагедија. Па јас верувам, па како е Господ, никој не е. Да се помогне што може и да се изгради нешто до куќата. Било што купатела, соба, потребни се апарати за домаќинството и Трендафилови немаат приклучок на вода, немаат струја, немаат дрва за огрев, а за кујна со садопер, електричен шпорет, бољар, кревети и друга покукнина и да не зборуваме. Затоа во апелот за помош по крепарични средства тие бараат се што може да им се најде за во домот или продукти за прехранување. Општинската организација на Социјалистичката партија во Штип со социјални пакети во духот на празниците денес му помогна на семејството Карчови во Штип. Ова не е прва хумана акција за Карчови, на кои им треба секаква помош, но пред се од институциите. Представници на Општинската организација на Социјалистичката партија од Штип денес го посетија домот на Даниела Карчова, која живее сама со 2 малолетни деца. При тоа им врачија пакети со храна и хигиенски средства. Во духот на христијанството, водени од принципите на Социјалистичката партија на Македонија, форумот на жени на Општинската организација на СПМ од Штип, ново семејство му подари скромни подароци, се со цел да ја почувствуваат топлината на Бадниковата вечер и божикните празници. Благодарам на логично ни донија барем некои ствари, али За ова семејство досега беа организирани повеќе хуманитарни акции, а со заложба на градоначалникот на Штип беа обезбедени неопходни апарати за домаќинството, огрев и друга помош. Првиот снег ги натера делчевчани на крајна внимателност кога излегуваат од дома. Со повреди од паѓање на лискавите тротоари и коловози се здобија 5 граѓани вчера и 1 денес. За среќа, сите поминале само со лесни контузии. Скршеници нема кај ниту еден пациент. Делчевчани внимателни со првиот снег и годинава лизгавите тротоари и улици поради ниските температури ги натераа на предпазливост граѓаните. Во текот на вчерашниот ден само 5 граѓани се пожалиле на болки поради паѓање на снегот. Кај сите интервенирано, но нема констатирано ниту една скршеница. За среќа, сите 5 пациенти поминале со лесни контузии. Па во вчерашниот ден имавме околу 5 пациенти кои што се жалеа на контузии, односно на падови, меѓутоа тешки повреди нема, практично воопшто немаме повредени, у смисла на фрактури, скршеници. Денеска имаме само 1 пациент. Во принцип делчевци последните години ги пратам кога ќе падне првиот снег, многу се внимателни и ретко имаме скршеници. Доктор Мара Глигорова потенцираше дека во текот на пролетните денови многу повеќе скршеници се регистрираат во одделението за рентгенологија. Не знам на што се должи, веројатно вниманието попушта. Воглавно кога имаме снежни денови, многу се внимателни, така да помалку имаме повреди отколку во пролет и во лето. Така во статистика лично што сум ја правела во последните 5-16 години. Па не знам дали треба да се апелира, бидејќи на вистина делчевци се многу внимателни, меѓутоа во секој случај да се внимава на вакви снежни денови, да се носат обувки адекватни и да се внимава како се оди и каде се гази.
По коловозите се уште има остатоци од снег. Поостанува апелот граѓаните да продолжат да внимаваат при движењето. Самоубиство во Виница. Вчера попладне Николинка М на возраст од 64 години е пронајдена мртва во нејзиниот дом. Телото го пронашол нејзиниот син кој го пријавил случајот во полиција. Во здравствениот дом во Кочани констатирано е дека се работи за самоубиство и дека нема знаци на насилна смрт. Во првите 6 месеци од 2015-та Малта доби 200 нови државјанства и касира повеќе од 430 милиони евра, продавајќи пасоши на шеици и на богатите клиенти од Русија и од Кина. Рецептот е едноставен. Ако имате пари, пасошот од одредени земји членки на Европската Унија ќе го добиете на сребрен послужавник. Лицитацијата почнува со околу милион евра, кои на легален начин се уплаќаат во државната каса. Според податоците на Обединетите нации, само во минатата година богатите тајкуни од истокот потрошиле неколку милиарди евра за драгоцените патни исправи. Например, Малта за свое државјанство бара по 650.000 евра, плюс вложување во недвижности од најмалку 350.000 евра, како и додатни 150.000 евра вложување во државни обврзници. Не се бара познавање јазик и задолжителен престој во земјава. Грчката влада е подготвена со пензиските реформи, но не успеа да добие поддршката на опозицијските сили за предлогот, соопштува грчкото издание Катимерини. Сепак предлогот на владеачката коалиција е тоа да се случи само за оние кои ќе се пензионираат во 2016 година и потоа. За сегашните пензионери намалување на пензиите нема да има. Нивната големина ќе биде преиспитана во 2018 година. Проектот е услов за да продолжи доделувањето на финансиска помош за Грција. Представниците и доверителите на Европската Унија и на Меѓународниот монетарен фонд се очекуваат во Атина по 16 јануари за да ги финализираат реформите. Според експерти, цитирани од весникот Катимерини, намалувањето на идните пензии може да достигне и до 30% за луѓето кои добиваат повисоки плати. Просечното намалување ќе биде во рок од 15%, додава весникот. Најмалку 8 луѓе загинаа, повеќе од 100 се повредени во силниот земјотрес, што го погоди североисточниот дел на Индија денес наутро, пренесува агенцијата АП. Додава дека е причината голема материјална штета. Жртвите и повредените настрадале при рушење на зградите, изјави министерот за внатрешни работи на Манипур. Најтешко погоден бил градот Имфал, но и оттаму се уште нема информации за евентуални жртви или повреди. Локалните власти вршат проценка на настанатата ситуација. Трета година поред општина Штип, градоначалникот Илчо Захариев и Брегалничката епархија го организираат традиционалниот турнир во мал фудбал по повод празникот Водици. На овој турнир учество зедоа 12 екипи, а првите надпревари започнаа вчера. Турнирот Водици по трет пат го организираме како општина Штип, организатор и покровител примариус магистар Илчо Захариев, градоначалник на општина Штип, во соорганизација на Брегалничка епархија, митрополитот Брегалнички и господинот Иларион. На овој турнир се пријавија 12 екипи, кои што се поделени во две групи по 6. Првото разигрување ги исфрлаат 4 екипи по двете групи, кои што ќе го сочинуваат и четвртфиналето. Значи, вечерва на старт се екипата на Пуце и Болоња во 18 часот, 18:35 Вардар општина Штип и трет надпревар Моцарт Академци. Значи, следниот ден, односно утре и други ден, ќе паузираме, правиме пауза поради празниците, а турнирот продолжува во петок, а се среќаваат 18 часот Давка Вилхил, втор надпревар Челзи СВР Штип, трет надпревар Ел Тигре Лозово и Интро Инвест. Сабота ќе се игра поради отсутство на овие два дена. А во сабота надпреварите следуваат вака: Вардар Моцарт, прв надпревар 18 часот, 18:35 Болоња Академци и трет надпревар општина Пуце. Финалето на овој турнир е закажан за 19, исто како минатата година. Значи, од градскиот базен се селиме во салата и го одигруваме финалето за трето место и за прво место.
За овој турнир се предвидени символични награди за најдобар голман, најдобар стрелец и најдобар играч, како и награди за првите 3 екипи. Наградите лично ќе ги додели градоначалникот на Штип примариус магистар Илчо Захариев на денот кога ќе се одигра и финалето, односно 19 јануари. Ова беше се во второто издание на Дневникот. Имајте пријатна празнична вечер со програмата на Канал Плюс.